Здраво пријатели, добре дојдовте на каналот Античка литература, јас сум Даниела Тошева. Ова видео носи наслов Убиството на Ератостен. Ова е исто така судски говор, меѓутоа сега е говор на одбраната. Се брани Еуфилет од Дикефону, приватна тужба за убиство, што ја поднесува семејството на убиениот Ератостен. Тој не сака да покаже дека не го убил, туку дека ова убиство е оправдано. Зашто се работи? Еуфилет го начекал Ератостен во кревет со својата жена во својот дом и го убил. Вака звучи дека е убиство од страст, меѓутоа во текот на видеото ќе видите дали навистина е од страст или има некаква друга позадина сето ова. Говорникот што го напишал овој говор е Лисија и стои како прв во неговиот корпус. Лисија е еден од 10 атички говорници кои потекнува од многу богато семејство. Не се атињани, туку се метојки или метеци, дојденци во Атина, значи немаат статус на граѓани, потекнуваат од Сиракуза. Со таткото Кефал се запознаваме и во Политеја на Платон, каде што со Сократ Кефал зборува за староста и за богатството и за тоа како се однесуваат компарите, оние што ги наследиле, како што е Кефал, а како оние што ги стекнале во текот на животот. Но, да се вратиме на Лисија. По Пелопонеската војна, во 404 година, на власт во Атина доаѓаат 30 тирани и во текот на тој период ова семејство ќе изгуби значителен дел од својот имот, ќе му биде конфискуван, но по наредба на 30 убиен е Полемарх, синот на Кефал, односно братот на Лисија. Убиството го нарачува и извршува Ератостен. Името е исто, меѓутоа не знаеме дали се работи за истиот Ератостен. Овој Ератостен, што е виновен за убиството на Полемарх, е спомнат во 12-тиот говор на Лисија, кој што се вика против Ератостен. Тој е напишан не за како нарачка, туку самиот Лисија за себе, како говор обвинение против Ератостен. Возраста на Ератостен, кој што е член на 30 и возраста на Ератостен во првиот говор не соодветствува, меѓутоа ова е многу ретко име во Атина, така што може да се каже дека имаат некоја роднинска врска двајцата Ератостени. Дали е член на поширокото семејство или можеби е внук, затоа што истите имиња се вртат во семејствата, тоа е една традиција кај грците која што постои и денес. А од што конкретно сака да се одбрани Еуфилет, ќе видиме сега во следниот слайд. Еуфилет вака ја започнува својата одбрана, која што се претвара во напад. Значи, од апологија станува категорија. Сметам мажи дека тоа што треба да го покажам е следново. Дека Ератостен ја заведе мојата жена и ја расипа, но ги осрамоти и моите деца и мене ме навреди влегувајќи во мојата куќа, дека нема никакво непријателство меѓу мене и него, освен ова, и ниту го направив тоа заради пари, за да станам богат од сиромав, а ниту за некаква друга добивка, освен за одмазда според законот. Од ова што го кажа Еуфилет, може да заклучиме дека сака да го обвини прво Ератостен за Мојхеја. Мојхеја го преведуваме како прељуба, но има многу повеќе значења. Мојхос во грчкиот не е само оној што има сексуални односи, консензуални сексуални односи со мажена жена, туку што има консензуални сексуални односи со заштитена жена. Кои се заштитени жени? Сите што се наоѓаат во домот, ојкос на еден кириос. Тоа може да биде сопругата, керката, мајката. Кириос во овој случај е Еуфилет, а она што е навредено во неговиот дом е неговата жена од страна на Ератостен. Затоа вели поднесов хибрис, значи е нанесена врз него голема навреда, односно нарушен е интегритетот на неговиот дом. Понатаму сака да се оправда дека со Ератостен тој нема никаква кавга од претходно, односно дека него ни познава, ниту пак ќе добие некакви пари, ќе стане побогат со тоа што го убил Ератостен. Ќе видиме во текот на нарацијата зошто го вели тоа. При тоа сака да покаже дека убиството е праведно, односно оправдано, правејќи го тоа, тој ги почитува и боговите. И се повикува на еден закон за убиство од Драконт, во кој се наведени случаи кога убиството е оправдано.
затоа може да кажеме дека античкиот закон е казуистички. Не се темели на генерални принципи како современиот, туку на случаи, поединечни случаи. Така што овој случај одговара на тоа што го кажал Драконт и убиството треба да биде оправдано. Бидејќи самиот закон не е цитиран, туку стои само номос во текстот, се претпоставува дека службеникот го чита, ние имаме само толкување од страна на Еуфилет. Да го слушнеме толкувањето. Еуфилет вака го толкува законот што го чита службеникот. Слушате, мажи, дека и во самиот суд кај Ареопагот, каде што од времето на нашите предци, па се до наше време е одредено да се извршуваат судењата за убиство, изречно е кажано дека не треба да се осуди за убиство маж што ќе фати прељубник до својата жена и ќе ја стори оваа одмазда. Законодавецот толку многу бил убеден дека ова е оправдано кога се работи за законски мажените жени, така што истата казна ја востановил и за незаконските жени кои имаат помала важност. Сепак јасно е дека, ако законодавецот имал некоја поголема казна за законските жени, ќе ја поставил, ама бидејќи не можел да измисли посурова казна од оваа, истата ја предвидел и за незаконските жени. Доколку ова е оправдано убиство со законот, зошто тогаш Еуфилет има потреба да се брани? Затоа што работите не се така црно-бели. Бидејќи семејството на Еуфилет очигледно смета дека Еуфилет не е фатен ин флагранте деликти, туку е донесен и дека има некаква позадина. А дека има некаква позадина околу сето тоа, може да го спомнеме и говорникот Лисија. Како може некој како Еуфилет, кој што живее во скромно домаќинство, да си дозволи да плати говорник од типот на Лисија? Дали ова е направено за пари, дали е платено за Еуфилет да го убие Ератостен, а воопшто немал врска со жената, или пак просто се поклопиле повеќе работи заедно, не можеме да знаеме. Но ајде да го слушнеме наративот на Еуфилет. Тој почнува со тоа, кога се оженил со неговата сопруга, чие име не се спомнува, што е нормално во ваквите говори, се течело во ред, имале убав брак, стекнувал постепено доверба во неа, кога се родило првото дете, стекнал уште поголема доверба и ги препуштил работите дома. Но работите тргнале наопаку кога починала мајката на Еуфилет. На незиниот погреб Ератостен ја здогледува сопругата и преку слугинката почнува да комуницира со неа. Така што остваруваат врска и се сретнуваат во домот на Еуфилет, бидејќи Еуфилет честопати отсуствувал од дома, одел на село, каде што работел земјоделски имот, значи се занимава со земјоделие, честопати и преспивал таму. Не се посомнувал воопшто во знаците што претходно се покажувале, дури откако ќе му биде кажано, го сретнува на пазар една повозрасна слугинка, чија што господарка исто така имала врска со Ератостен, но Ератостен ја напуштил и сега ова е гневна и сака да ја издаде новата љубовница на Ератостен на мажот. Тој ќе се присети на некои моменти од претходно дека еден ден кога се вратил од село, таа била нашминкана, иако брат и починал неодамна, и кога заплакало бебето, а тоа било знак дека Ератостен доаѓа, таа се правила дека сака да остане со мажот, не сакала да се симне долу, но тој инсистирал да се симне и да го надои бебето. Таа на излегување го заклучила полу на шега за да нема односи со слугинката. Така што вечерта ја поминала со Ератостен. Исто така сомнително таа вечер било што тропале вратите, дури на дворешната врата, но изговорот бил дека барала оган од комшиите затоа што изгаснал огнот. Тоа е незиното оправдување. Но што прави Еуфилет после ова? Тој се соочува со слугинката, изнудува од неа да признание затоа што и се заканува. Таа ќе признае и се договараат следниот пат кога ќе дојде Ератостен да му каже на господарот. Следниот пат, денот кога е убиен Ератостен, Еуфилет имал гостин во својот дом, некој си сострат, кој што тој ден се вратил од село, не кажува многу детали. Се вратил од село, но неговите не биле дома и немал јадење, па Еуфилет го викнал во својот дом и го испратил. Тоа е дополнителен аргумент дека тој немал намера
Не го планирал ова и не го довлечкал Ератостен. Инаку ќе го чувал Сострат во својот дом, немало да му даде да си замине. Откако си заминал Сострат, слугинката му кажала дека Ератостен е дојден и Еуфилет тргнал да бара пријатели сведоци, затоа што убиството нема да биде оценето како оправдано убиство, доколку нема сведоци. Дополнителен доказ дека не е ова планирано е тоа што не нашол двајца од тие што ги барал, не ги нашол дома, не биле во градот тогаш, но нашол сепак некои пријатели и влегле, го фатиле Ератостен ин флагранте деликти со сопругата. Првите што влегле го виделе како лежи до жена му, а вторите го виделе како стои исправен гол. Ератостен го молел, го преконувал Еуфилет да му плати, затоа што тоа е вообичаена пракса и знаеме дека честопати прелюбниците кога се фатени на дело треба да платат известна сума пари на сопругот. Но тој си го искористил своето право да го убие и постапил како што вели според законите, дури постапил побожно. И од тие причини не треба да биде осуден, затоа што постапува како што вели законот. А ако евентуално судиите дикасти го сметаат за виновен, тогаш сите крадци што влегуваат ноќе во нашите домови, вели, ќе се претвараат дека се прелюбници, затоа што така ќе избегнат казната. Како завршува целата приказна, не можеме да знаеме, но очигледно е дека имаме некаква поинаква позадина за тоа убиство, не е само прелюбата причина, можеби е и прелюбата, но начинот на кој го раскажува, како постапува, како ги планира сите работи, е многу сомнителен. Можеби Еуфилет не бил осуден, но некои филолози предпоставуваат дека во овој период имало и други вакви оправдани убиства, кои во позадина, во суштина, се политички убиства затоа што се случуваат во тој период кога ќе падне владата на 30-темина тирани. Тоа беше се за оваа приказна. Ако ви се допадна, ставете лайк и заследите ме. Ако имате прашања, пишете коментар. Се гледаме во следното видео. Поздрав!